Парите на граѓаните од мој ДДВ денови веќе легнат на нивните сметки. Станува збор за исплата на повраток од данок преку проектот Мој ДДВ за октомври, ноември и за декември минатата година. Ги прашавме стромичани колку тие ја користат апликацијата Мој ДДВ и дали тие скенираат фискални сметки. Кажете ме дали скенирате фискални сметки? Да. Така, дали успевате да го достигнете лимитот до крај? Некогаш да, некогаш не. Наскоро знаете дека ќе биде исплатата, така? Да. Не. 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 Не сум правил таква работа. Не. Дали скенирате фискални сметки? Жената скенира. Абе сега почнал да ги скенира. Нема още, веќе 500 денари има и така. Го достигнувате ли лимитот до крај? Како? Дали го достигнувате лимитот до крај? Дали? До 2100 денари. Не знам, прв пат собира сега. Сега почна да собира. Сега ќе биде исплатата наскоро. Да. 500 денари колку има, не знам колку. Така кажува. Според последните информации, апликацијата Мој ДДВ ја користат преку 540.000 граѓани или над 1/4 од вкупното население во државата. Од оние што скенираат побројни се жените. По градови најмногу се скенирало во Штип, Валандово, Кичево, Битола, Велес, Скопје, Прилеп, Кочани, Неготино и Гевгелија. А најчести скенирани фискални сметки се оние од ланци на маркети и од бензински пумпи. И стромичани велат дека повеќе скенираат жените отколку мажите. Кажете ми што мислите според вас, дали повеќе скенираат мажите или жените? Мислам подеднакво. Жените повеќе собират. За 4,5 години државата преку мерката Мој ДДВ на граѓаните им вратила над 130 милиони евра. Ова мерка е уникатна не само затоа што е целосно дигитализирана и лесна за употреба за корисниците, туку и тоа дека Македонија е единствена земја од регионот на ваков начин што врши поврат на ДДВ кон физичките лица. Според законот, УЈП треба да ги исплати средствата во рок од 60 дена од завршувањето на 3-месечието.